Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Отстранети се полициските блокади на крстосницата на улиците 11 октомври, Гоце Делчев и Доне Божинов. Сообраќајот во Куманово денеска се одвива нормално. Сообраќајот по улицата 11 октомври Куманово се одвива тековно. Полициските блокади се отстранети така што автомобилите се движат непречено. И во текот на вчерашниот ден, во попладневните часови полициските автомобили беа отстранети, но за време на доцните попладневни часови повторно беа поставени, особено на крстосницата на улицата 11 октомври со Доне Божинов и Гоце Делчев и во близина на џамијата. Сопствениците на трговските објекти во овој дел од градот вчера за К3 изјавија дека токму полициското присуство во овој дел од центарот на градот ја зголемува безбедноста. На оваа локација сместени се повеќе државни и општински институции и установи. Полициските блокади беа поставени ноќта помеѓу 14 и 15 мај. Тогаш МВР информираше дека се преземаат како засилени мерки за безбедност. Кумановци поминуваат со автомобили, а непречено се одвива и превозот на патници. На овие улици сместени се државните институции, судот, СВР Куманово, општината, подружницата на Македонски пошти и неколку подружници на државни институции. Општинската организација на ВМРО ДПМН ги повика граѓаните да присуствуваат на соборот кој ќе се одржи утре во Скопје. Митингот ќе биде мирен, достоинствен и плод на разумот на секој граѓанин, вели Драган Петковски, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово. Соборот в понеделник ќе биде народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на Македонија, изјави председателот на Општинската организација на ВМРО ДПМН од Куманово Драган Петковски на денешната пресконференција, на која ги повика граѓаните да присуствуваат на митингот кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје. ВМРО ДПМН заедно со македонскиот народ, со сите граѓани, со албанците, турците, власите, ромите, србите, бошњаците и сите други ќе излезе на голем народен митинг за поддршка на силна и стабилна Македонија. Тука сме за Македонија. Ова е нашата демократска битка. Битка за почит кон нашите предци, битка за еднината на следните поколенија. Петковски вели дека митингот ќе биде мирен, достоинствен и плод на разумот на секој граѓанин. Додаде дека со овој собир повикуваат на стабилна, силна и економски развиена Македонија. Граѓаните на Македонија ќе излезат за да покажат дека се за почитување на правото на глас, за почитување на изборната волја, за отварање на нови работни места. Граѓаните на Македонија ќе покажат дека се за новите фабрики и автопати. Граѓаните на Македонија ќе излезат за да дадат поддршка на безбедносните сили, за зачувување на државните приоритети и интереси. Петковски потенцираше дека со присуствување на митингот в понеделник граѓаните ќе покажат дека не дозволуваат заради личен или партиски интерес државата да биде турната во правец, кој според Петковски ќе е на штета на граѓаните. Опозицијските партии, предводени од СДСМ, подржани од повеќе граѓански организации, денеска пред владата одржаа протест против актуелната власт. Иако имаше најави за историски протест во македонската престолнина под слоганот «За Македонија», во организација на лидерот на опозицијата Зоран Заев, на кој опозицијските сили најавуваа и очекуваа 100.000 граѓани, пред зградата на владата на Никола Груевски не се појави ни петина од очекуваната маса. Дел од медиумите пренесуваат оти се испостави дека македонскиот народ не ја поддржува стратегијата на опозицијата, туку смета дека Заев се обидува да дојде на власт преку црно сценарио и деструктивна политика, наместо да понуди квалитетна програмска платформа и конкретни проекти. На протестот се обратија домашни активисти и европски представници. Премиерот Никола Груевски во вчерашното гостување на телевизија Сител потенцираше дека нема да изневери довербата на народот која му е дадена на фер, регуларни демократски избори. Подвелече дека нема да ги изневери граѓаните кои му ја дадоа поддршката пред една година. Премиерот Никола Груевски истакна дека не планира да поднесе оставка, бидејќи мандатот го доби пред само една година, кога народот не му ја даде довербата. Во гостувањето на телевизија Сител вчера, премиерот вели дека тој мандатот го добил на регуларни, фери демократски избори и дека поддршката од народот никогаш нема да ја изневери. Оставка немам намера да поднесам, ниту пак да прифатам приодна влада. Имам обврска да се справам со ова што го прави Заев, да се справам со ова и да најдам решенија. Македонија да оди напред и ќе оди напред.
Белград. Заед 5 пати ми кажа дека материјалите ги добил од странска разузнавачка служба. Значи дека е свесен дека некој од надвор го креира ова сценарио. Јас да се повлечам би било кукавички чин. Ке се соочам со нападот кон нас и заедно со народот да покажеме дека Македонија не може на ваков начин да биде нападната. Македонија покажува и ќе покаже цврстина, рече Груевски. Тој потенцира дека 3 функционери поднесоа оставка, бидејќи немаат никаква вина и сакаат тоа да го докажат без свое присуство и влијание. Сега се соочуваме со материјалите во кои се гледа класично барање мито од страна на Заев на најмалку 3 луѓе. Тој не се повлекува од функцијата, а тоа јавно го побаравме од него. Еве, од владата си заминаа луѓе без никаква вина, а тој не го прави тоа кога може да влијае врз сведоци и да го повтори делото. Да беше чист, ке се повлечеше, рече Груевски на вчерашното гостување на телевизија Сител. Европската унија утре ќе расправа за Македонија и за случувањата во земјата. Шефот на бугарската дипломатија Даниел Митов најави дека ќе расправаат за безбедносната состојба, а најважно е територијалната целовитост и етничкиот мир. Советот за надворешни работи на Европа во понеделник ќе расправа за Македонија и ќе излезе за случувањата во земјата и за мерките што треба да се преземат, најави шефот на бугарската дипломатија Даниел Митов. Европа действува заеднички. Во понеделник на Советот за надворешни работи ќе дискутираме за темата Република Македонија и тамошните случувања, што треба да доведе до заедничка единствена позиција на сите министри за надворешни работи на земјите од Европската унија и за мерките што треба да ги преземеме, изјави Митов за бугарската национална телевизија. За коментарите во Софија околу безбедносната состојба во Македонија и најавите за испраќање дополнителни сили на границата, Митов рече дека во моментов нема повод за сериозна загриженост за сигурноста на Бугарија. Ги направивме сите анализи, подготвени сме за секакви варијанти. За нас на прво место е територијалната целовитост и етничкиот мир во Македонија. Во Македонија меѓуетнички тензии засега нема, истакна шефот на бугарската дипломатија. Во меѓувреме МНР на Бугарија им препорача на своите граѓани кои патуваат во Македонија да бидат внимателни и да избегнуваат места каде што има групни собирања, како и реоните во кои има засилено полициско присуство. Провоцирањето хаос на Балканот и расплантувањето на жаришта во регионот кој се уште не се опоравил од крвопролевањата од 90-тите години е голема опасност за Европа, предупредува Руското министерство за надворешни работи и додаде дека западните организатори се обидуваат да ја дестабилизираат земјата. Руското министерство за надворешни работи објави соопштение за случувањата во Македонија, во кое обвинува дека западни организатори се обидуваат да ја дестабилизираат земјата. Коментирајќи медиумски наводи за случај на апсење на црногорски државјани во Македонија за помагање на косовско-албанските екстремисти, руското МНР наведува дека тоа е убедлив доказ оти плановите за дестабилизација на внатрешно-политичката состојба во земјата се иницирани од надвор. Тоа е истовремено и доказ за обидот за туркање на Македонија во пеколот на обоената револуција и доказ дека на западните организатори на ваквите сценарии катастрофи повеќе сакаат тоа за нив да го направи некој друг, користејќи во Украина, а сега во Македонија, државјани токму на оние земји кои како на пример Црна Гора, кои го загризеа мамецот на НАТО, стои во соопштението од МНР на Русија. Провоцирајќи хаос во Балканот и расплантувањето на жаришта во регионот, кој се уште не се опоравил од крвопролевањата од 90-те години, е голема опасност за Европа, предупредува руското МНР. Како ќе влијае состојбата од Куманово на економијата, граѓаните со поделено мислење велат дека дел од нив предпазливо купуваат, но од друга страна очекуваат брзо стабилизирање. Народната банка пред една недела ги потврди октомвриските проекции за задржување на економскиот раст од 4,1%. И статистика излезе со соопштение дека во март пораснал прометот во индустријата. Дали состојбите од Куманово може да ја разнишаат и подкопаат економијата? Кумановци се оптимисти, велат дека и покрај состојбата во која се најде градот од минато неделните настани, економијата целосно не може да се разниша. Сепак забележуваат дека во првата недела паднала потрошувачката. Се поставува прашањето дали домаќинствата попредпазливо и помалку пари одвојуваат за потрошувачки добра. Дуќани виж како е, нема народ, не пазари више, не е такој. Сви се плашив. Затоа иначе и влијае на туризам, на све влијае. Таман Македонија ќе се оправи, одма се деси нешто, вративне назад. И све беше у реду, почна да иде добро бизнис, да се запослува предпријатие, да се прави поствари, што би
Одам пut да не вратив назад. Што ќе биде? Ништо нема вреди, што ќе биде? Тој се троши, се нормално продава, се си иде исто. Не би требало да влијае. Ке оди продажбата, како што одеше? Па сметам. Сметам дека ќе оди добро. Све има, све е у реду. Нема ништо. Нема да падне продажбата? Не, не верувам. Све ќе да биде како што треба. Продажба иде слабо. Слабо беше, ама сега ич. Уште послабо е. За колку ви се намали продажбата, да кажем? Па да викам 80%. Ептен слабо. Нема. Валјда ќе биде добро. Нема пат некоја на продажба, на намалување? Сигурно има, нема луѓе, нема ништо. Значи, пазарот е празен. На бизнис? Супер. Супер, нема проблем. Нема пат на економијата, нема пат на... Може да има некој мало посто, али добре. Сепак, Народна банка ги задржа проекциите за економски раст на Македонија за ова и наредната година. Од Народна банка уверуваат дека нарушување на банкарскиот систем ке нема. Инаку Народна банка пред една седмица потврди дека октомвриските проекции за 4,1% економски раст за годинава остануваат. Минатата недела во Куманово, според информациите на менувачниците, пораснала побарувачката за евра, но таа мошне бргу се стабилизирала и се вратила во првичната состојба. Од друга страна, статистика излезе со податоци дека расте прометот во индустријата. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во март 2015 во однос на март 2014 бележи раст од 3,2%, а индексот на прометот остварен на странски пазари бележи пораст од 16,8%. Зелениот пазар и оваа недела беше посетен од граѓани кои излегува да си набават намирници за нив и нивното семејство. Тука беа и продавачите кои уште од раните утрински часови беа на своите работни места. Продавачите на зелениот пазар повторно ги отворија своите тезги во раните утрински часови и уредно ја средуваа својата роба, со надеж дека ќе имаат подобра заработувачка. Некои од нив велат дека побарувачката е намалена, додека останатите не забележуваат некоја поголема разлика. Доаѓа ретко. Vrlo malo. Mnogo se malo. Ne može cel dan, ne može 1000 dinara da ga pravimo. Dobro je, не е лошо. Супер. Најнормално, значи народ искача пазари. Како да го се, некој ден поише, некој ден помалку. Намалена е протушувачка. Нема ни луѓе. Нема никој кој да купи, ни кој да изнесе. Исто. Све е намалено, нема ништо. Слаба е потрошувачката. Изголемена и ситуација и све тоа е проблем. Затоа нема миштерија, нема народ се оплаши. Тоа е проблем, ништо друго. Промет би видел како нормално како што треба. Продавам мучиме како што треба. Компири, парижани, пепертија. Народ има добро, има народ. Ситуација многу е добро. Немаме ништо проблеми, ова кој мора да работиме, мора да живееме, знаеш. Моменталната ситуација во која се најде Куманово не беше причина граѓаните да не излезат на зелениот пазар и да ги набават потребните намирници за нивните секојдневни потреби. Све нормално ми се одбива, зашто спрема финансијер. Така доаѓам и купувам. После неколку дена кога веќе се смири, да, ситуацијата сега е нормално и секој си излегува да си пазари. Што нема што ова пазарче ни и тоа таму долу, ама многу далеку е за нас. По обичај овдека пазариме ми е, нема кај да пазариме на друго место. Па мислим дека е исто како порано што беше. Све е исто, пуно људи, раздвижено. Па добро е, гледате и сами раздвиженост на народ, има луѓе, пазариме. Моментално сега смирено е. Мал дел од тезгите останаа и затворени, а тие најупорните велат дека секојдневно ќе доаѓаат на своето работно место да ја спечелат својата корка леп. И покрај се, убаво е да се почувствува сплотеноста и со животот кај толпата луѓе на зелениот пазар. Ширењето на заразните болести е ставено под контрола. Од Центар за јавно здравје информираат дека навременото пријавување на болестите може да спречи епидемија. И покрај тоа што здравствените работници се оптеретени со медицинска документација, сепак пријавувањата на заразни болести како и сомнение за одредени болести се задолжителни. Производители на храна исто така се свесни за состојбите и ги почитуваат законските мерки за спречување на заразните болести, со што епидемиите се држат под контрола. Навистина веќе совеста на оние производители на храна кои што се занимаваат со дистрибуција, со промет, веќе свеста
значи е развиена така да тие ги преземаат сите мерки кои што се во оние превентивни во однос на дезинфекција, дезинсекција, хидратизација, што е она се законска регулатива во вршење на здравствени санитарни прегледи, така да веќе од нивна страна, значи и од страна на Центарот за јавно здравје во однос на контрола, така да имаме една слика која што можеме да кажеме дека не се намалени овие заразните заболувања. Куманово е трет град во Република Македонија по ширење на заразната жолтица, но сега за сега оваа епидемија е ставена под контрола. Знаеме дека и Куманово стана дел од она што значи епидемиско јавување на заразна жолтица тип А на ниво на подрачје на Македонија. Така да со вкупно 107 заболени, ние ја имаме оваа вкупна бројка заклучно со 2014 и после преземање на заедничка соработка со локалната самоуправа, со сите основни и средни училишта на подрачје на општината, со Центарот за јавно здравје и со сите други наши соработници, успеавме оваа епидемија да ја ставиме значи под една контрола, така да последниот случај ни е пријавен на 15 март на ниво на општина Куманово, на ниво на општина Старо Нагоричино на 23 март, така да чекајќи двојна инкубација се надеваме дека епидемијата ќе заврши. Тимот од инфективното оделение во Куманово на ниво на Македонија се најдобри во следење на заразните болести, годишно имаат околу 2800 пријавувања. Од следната учебна година во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка ќе биде воведена нова наставна насока за конфекцијски компјутерски оператор од текстилно-кожарската струка. Новата струка се воведува согласно потребите на пазарот на труд во регионот, вели директорот на гимназијата Миле Милковски. Од предстојната учебна година 2015-2016 во Кривопаланичкото средно училиште ќе се воведе нова наставна струка со која ќе се обучуваат конфекцијски компјутерски оператори од текстилно-кожарската област. Новината е резултат на истражувањата на пазарот на труд во регионот и општината, а со цел да се обезбедат кадри кои се дефицитарни, со оглед дека наскоро ќе се отвори текстилна фабрика во индустријската зона Ранковце. Оспособените работници од овој профил се проценува дека ќе најдат вработување веднаш по завршувањето на средното образование, вели директорот Миле Милковски. Се разбира дека во некои области имаме суфицит од кадри, а некаде фактички имаме дефицит кадри. Тоа се чувствува и во нашата земја, односно и во Република Македонија, а се разбира со ист проблем се содружуваат и другите страни. Од тие причини ние ова година фактички ќе воведеме една нова струка за потребите на пазар на труда, тоа е повторно ја враќаме текстилната струка со профилот конфекционер компјутерски оператор, и ќе пред се овој така речем стручен кадар ќе биде потребен на она новата така речем активност што се спроведува во индустријската зона во село Ранковци. Сакаме на некој начин да го следиме пазарот, односно фактички да произведеме кадри кои што ќе можат брзо лесно да се вработуваат. Неодамна представници од Средното општинско училиште Ѓорче Петров учествуваа на меѓународниот семинар во Перник, Бугарија на тема подготовка на високо квалификувани кадри со изградени работни навики за потребите на пазарот на трудот. Ние учествувавме на една меѓународна округла маса, каде што се дебатираше во врска со оспособувањето на високо квалификувани кадри кои се потребни на пазар на трудот. Во гимназијата веќе учи втората генерација на ученици од угостителско-туристичката струка, која исто така е барана на пазарот. Од септември во прва година ќе се запишат околу 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик, од кои околу 180 ученици во општа гимназиска насока и исто толку во стручните насоки. Припадници на џихадистичката група Исламска држава успеа да влезат во Европа мешајќи се меѓу илегалните имигранти кои се обидуваат од Либија преку Средоземното море да стигнат до Европската унија. Најмалку 3 лица загинаа, 16 се повредени денеска при експлозија на автомобил бомба во близина Кабул. Десетици домови и неколку јавни објекти се уништени при удар на торнадо во американската сојузна држава Оклахома. Вести од светот.
Припадници на джихадистичката група Исламска држава успеа да влезат во Европа, мешајќи се меѓу илегалните имигранти кои се обидуваат од Либија преку Средоземното море да стигнат до Европската унија, изјави за BBC советникот на меѓународно признатата либиска влада Абдул Басит Харун. Според него шверцерите на имигранти кои со своите бродови поаѓаат од подрачјата во Либија под контрола на исламистите, во своите пловила кријат борци на Исламската држава кои потоа се мешаат со бегалците влегуваат во Европа. Исламистите најчесто патуваат одвоено до станатите имигранти, изјави Харун, додавајќи дека е можно инфилтрираните джихадисти да планираат напади во Европа. Најмалку 3 лица загинаа, 16 се повредени при експлозија на автомобил бомба во близина на аеродромот во афганистанскиот главен град Кабул, соопшти полицијата. Според истите извори, бомбаш самоубиец го активирал експлозивот во автомобилот, што го правовал во момент кога крај него минувале колона возила на полициската мисија на Европската унија во Афганистан. Полициски представник информира дека нападот се случил во близина на контролен пункт на главниот пат што води кон аеродромот. За сега никој не презеде одговорност за нападот, но полицијата предпоставува дека тоа е дело на талибанците кои кон крајот на април најавија нова пролетна офанзива против афганистанските и меѓународните сили. Десетици домови и неколку јавни објекти се уништени при удар на торнадо проследено со силно невреме во американската сојузна држава Оклахома. Како што јави ТАСС, поради невремето најмалку 3000 домаќинства во погодениот регион останале без електрична енергија. Метеоролозите за денеска во Оклахома предвидуваат невреме со дождови и силен ветер, а не е исклучена ни појава на град. При невреме во оваа американска сојузна држава на почетокот на месецот загина една жена, 30 лица беа повредени. Кошаркарите на Куманово остварија победа на гостувањето против Фени со 92-91 и го потврдија третото место на табелата. Воедно избраниците на Тодоровиќ во разигрувањето за титулата во полуфиналето ќе се сретнат со Работнички. Кошаркарите на Куманово дефинитивно ќе стартуваат од позицијата број 3 во разигрувањето за титулата. Иако славија против Фени во Квадраци 192-91, сепак тоа не беше доволно затоа што Работнички славеше против МЗТ Скопје. Што се однесува до мечот во Квадраци, Кумановци остварија првобитната задача, а творци на победата беа Костовски со 23 и Луковиќ со 18 поени. Во другите напревари, како што рекове, Работнички славеше против МЗТ 85-76, додека Карпо Соколи славеше против Кожу 67-64. Па така веќе јасно дека во плейофот за титулата се следниве двојки: МЗТ Скопје Фени Индустри и Работнички Куманово. Првоименуваните екипи ќе имаат предност на домашен терен доколку дојде до решавачки напревар. Екипата на Куманово последниот меч од регуларниот дел ќе го одигра во втори против Работнички, а тој ќе нема никакво влијание врз конечниот исход на табелата. Во вестите од меѓународната спортска сцена, голманот на Манчестер Юнајтед Давид Де Хеа од наредната сезона се сели во Реал Мадрид. Екипата на Пари Сен-Жермен ја одбрани титулата во францускиот фудбалски шампионат. Двајцата стандардни првотимци на Реал Мадрид, Бензема и Карвахал, по завршувањето на сезоната си заминуваат од клубот. Давид Де Хеа постигнал договор со челните луѓе на Реал Мадрид и од ова лето ќе го носи дресот на кралевите, пренесува шпанскиот вестник Марка. Според најавите, Де Хеа ќе подпише 6 годишен договор со обештетување за Манчестер Юнајтед од 42 милиони евра. Исто така годишната плата на одличниот голман на годишно ниво ќе изнесува 5,2 милиони евра. Со ангажирањето на Де Хеа веќе сосема е јасно дека сегашниот голман Икер Касијас ќе замине од Реал на крајот на сезоната. На радарот на шпанскиот гигант во моментов се наоѓа и звездата на Јувентус Погба. Екипата на ПСЖ трет пат на подруго успее да стане шампион на Франција или вкупно 5 пат во својата историја. ПСЖ во предпоследното 37 коло на гостински терен го совода Монпелје со 2-1 и ја овери титулата на 2 кола пред крајот. Головите за ПСЖ ги постигна Матуиди и Лавеци. ПСЖ во моментов е на првата позиција, има 80 бодови, односно 8 повеќе од второпласираниот Лион. Инаку Златан Ибрахимовиќ ја освои 12-та титула во последните 14 сезони, со што ја збогати својата колекција на трофеи. На крајот на оваа сезона сосема е известно дека првотимците на Реал Мадрид, Бензема и Карвахал ќе заминат од клубот.
Бензема има понуди од 3 англиски клуба, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Ливерпул, додека за Карвахал голем интерес покажува ПСЖ. Тоа значи дека овие двајца стандардни првотимци на крајот на сезоната ќе може да бираат каде ќе заминат. Според последните информации, на местото на Бензема се размислува да се врати Мората од Јувентус, додека на местото на Карвахал е веќе договорениот бразилец Данило од екипата на Порто. Следуваат информациите за временската прогноза. Мета. Ви благодарам на вниманието, почитувани гледачи, останете и натаму со К3. Имајте пријатна вечер.